Шекеринска. Може би поинаку, но проектот Скопје 2014 го привлече вниманието и на врвот на Социјалдемократскиот сојуз. Иако пред јавноста ги критикуваат градбите, сепак највисокото раководство го искористи новиот театар и галијата во Вардар за гламурозна забава. Пред избори Скопје 2014 е забеган и кич проект. Во сите други денови неговите објекти се одлични за гламурозни вип забави. Таква беше и забавата на Дајнерс, каде директор е сопругот на Шекеринска. Ексклузивни тоалети, смокинзи, скапи вина. Новата зграда на МНТ ги угости високите гости. Дотеран од глава до пети со сопругата под рака, во фоајето за кое вели дека е кич се појави и опозицијскиот лидер Заев. Покрај него дојде и целото раководство на СДСМ. Петре Шилегов, Кире Наумов, Дамјан Манчевски, Андреј Жерновски. Ова се само дел од гостите кои стапнаа на килимот пред зградата за која велат дека е налудничава. Кога скапиот шампања загреа атмосферата, опозиционерите заборавија што зборуваа за зградата во која слават. За Скопје 2014 апсолутно се реализираат болни хирови на поединци. Сакам да кажам што јас мислам за проектот. Мислам дека овој проект веќе неколку години покажа дека е Дејвид Коперфилд проект. Дека социјалдемократите ќе ја признаат вредноста на Скопје 2014 уште пред 3 години, најави премиерот Груевски. Еден ден се ќе спасне и клевети, и напади, и инсинуации, и навреди, само делата ќе останат. Тие се трајна вредност. Ќе дојде време, драги пријатели, кога со наведната глава и срам некои луѓе ќе одат и тајно со мобилен телефон ќе се сликаат или ќе уживаат во просториите на Музеот на македонската борба. Во новиот театар или во филхармонијата или пак во новата зграда на Министерството за надворешни работи. И додека средната класа на СДСМ се лади со скапи коктели и ужива во барокниот амбиент на МНТ, социјалните мрежи се полнат со коментари. Граѓаните велат дека и на социјалдемократите им се допаѓа Скопје 2014, но по него плукаат за тоа што тие не го изградиле.